Шенка Колозова е ќерка на Стоица и Катерина Димитрови. Родена е на 1. февруари 1947 година во Добрево, Пробиштивско. Детството го поминува во родното место, а потоа се преселуваат во градот Пробиштив. Дипломирала на катедрата за јужнословенски книжевности при Филозофскиот факултет во Скопје. Талентот и љубовта кон актерството Шенка Колозова ги покажува уште од најмала возраст. Уште во основното училиште, Шенка е дел од драмските секции, а работната кариера ја започнува многу млада, уште пред наполнети 18 години, најпрвин во Радио Штип, а потоа и во Народниот театар во Штип, каде се запознава со Ѓорѓи Колозов, кој подоцна и станува брачен, но и партнер во актерската професија. Во овој период во Народниот театар во Штип се организираат така наречени кабаретски представи во подрумскиот дел на театарот, на кој Ѓорѓи Колозов е голем фан, а подоцна и учесник во истите. Веднаш прифатен како лик со исклучителна духовитост, а Шенка започнува да го следи и во целата негова кариера дава сериозен придонес во димензионирањето на неговиот сценски лик, особено во приказните за деца. Кариерата ја продолжува во Народниот театар во Куманово, а подоцна и во Македонскиот народен театар во Скопје, каде се пензионира. Во својата кариера има одиграно над 100 премиери во трите народни театри и уште 16 премиери со приватниот театар Колозов. Има одиграно повеќе од 6000 представи од овие три театри, не вклучувајќи ги гостувањата во Велешкиот театар и други театри во Македонија. Најзначајни театарски роли на Колозова се во представите Свирачот на покрив, За сите мои синови, Електра на Еврипид, Се за градината, Печалбари и други. Шенка Колозова е дел од голем број на драмски и телевизиски серии, а се појавува и во една од главните улоги во краткометражниот филм Ќе дојдат децата, во режија на Ана Јакимска. Покрај актерството, таа е автор на бројни сценарија и драматизации, меѓу кои и цепенковите народни приказни кои имаат и воспитно-едукативен карактер. Се наоѓаме на влезот на ова стара и трошна куќа, стара и трошна, меѓутоа во која се родила и извесен период живееше една од најпознатите македонски артистички фигури, познатата и популарната Шенка Колозова, инаку моја родена сестра. Шенка е тука родена, тука порасна, тука се формираше како дете. Интересно е тоа што ние како видно семејство тогаш имавме во тоа време, сега ќе изгледа за некој што ќе слушнат смешно, имавме радио. А радио имаше во Добрево само едно. Тоа беше нашето радио. Таа постојано кога ја слушав, таа ме гледаше во очи и вика: "Бате, што ти слушаш?" И кажувам дека слушам радио и покрај мене почна и таа да слуша радио. Прво слушавме вести, настани, музика, а после известно време и таа почна да ги слуша и детски радиодрами. Сето тоа влијаеше кај неја да се развие и драмскиот осет. Таа уште како во преучилишна возраст, односно на 6 години, во Добрево, тогаш беше големо село, така се каже, голема рудничка населба, бидејќи тука живеа над 1500 рудари, плюс жителите на селото, имаше жив општествен живот. Постојано се случува некои настани, дури постоеше и драмска секција во селото Добрево, составена од млади работници, а тогаш големиот дел беа млади работници, меѓу кои, сега ќе го спомнеме и тоа, еден од највозрастните граѓани во Пробиштив, тоа е Киро Димитровски, и на некоја представа имало улога за дете и тој ја поведува тука од Пробиштив, од Добрево во Пробиштив,
и дал улога да игра и она практично со 6 години почнала со актерство. Продолжи со основното образование во Пробиштип и со средно, а потоа замина да работи еден период во Штип како спикер на Радио Штип. Имаше конкурс за тоа распишено и после извршената аудиција веднаш беа примиле како најдобра од сите пријавени кандидати и почна со радио. Меѓутоа брзо во Штип ја забележале како радиофоника на гласот и така натаму и беше добила покана од Штипскиот театар да биде редовен артист во Штипскиот театар. Тоа за неа е нешто пресудно, бидејќи во меѓувреме случајно или така рекол Господ, во Штип доаѓа и Ѓорѓи Колозов. Доаѓа во Штип и тој во театарот да работи. И таму практично се среќаваа двајцата и од тогаш почнува нивниот заеднички брачен живот и театарски и артистички живот заеднички. Во слободното време се бавеше со една многу хуманитарна, благородна работа, а тоа е заштита на кучињата. Односно за неа домашните миленици се не само тие што се домашни миленици, туку за неа миленици беа и сите кучиња околу нејната зграда, ги помагаше, ги организираше, ги хранеше, ги лекуваше, ги вдомуваше голем број на кучиња од улица, а редовно имала дома во својот дом по неколку кучиња и повеќе мачки. Заради тоа е таа позната и како хуманистка, односно како член на од првите членови кога беа формирани друштвата за заштита на животните. Таа во својот уметнички дел на активност постигна такви резултати што навистина ретко кој од македонските артисти може да се пофали или да презентира нешто такво. Да кажам дека за сестра ми, јас во шега, а некои други во сериозно, можете да чуете дека да кажат дека Шенка е новиот современ творец на македонската, односно оживотворување на македонската, на некогашните наши легендарни собирачи на народни приказни, Кузман Шапкаров и Марко Цепенков, и затоа многу пати кога доаѓа тука јас си викам Марко Цепенков на новото време, бидејќи навистина таа голем дел од приказните на големиот фонд на приказни што ги собрал Цепенков, таа еден дел од тие приказни ги екранизираше. Сите што се ги гледале приказните знаат дека покрај интересноста, драматиката и занимливоста на приказните, најголемата вредност на ваквите македонски приказни е секогаш тие завршуваат со поука. Со воспитен дел, како за постарите генерации, а особено за децата. Во тој смисл, таа со својата активност, со театарот кој што постои уште од времето на Колозов, а го продолжи таа, се вика Театар Колозов, нема село во Македонија каде што има училиште, а тие да не се биле најмалку поеднаш да им прикажат на децата представи со едукативен карактер, образовен, воспитен и така натака. И затоа речиси се познати ширум Македонија, а и надвор, и кај младите генерации, и кај постарите генерации. Иако препознатлива по македонските народни приказни, Ѓорѓи и Шенка Колозови оставаат траен белег во театарската историја со формирањето и обстојувањето на патувачкиот театар. Речиси да нема град, село, поголемо или помало, во кое овој патувачки театар не настапил. За почетоците самата Шенка ќе каже: тогаш имаше како сликовници со цртежи и еден што раскажува. Уредникот му го предложува тоа на Ѓорѓи мој и кој друг ако не Колозов, само на него тоа му текнува и вели: ајде за истите пари да се собереме неколку и да ги глумиме. Првите 10 беа студиски и така почна целата приказна. Од студио подосна излеговме надвор, многу патувавме низ цела Македонија и патувајќи свативме дека се гледани и сакани приказните. Токму поради тоа продолживме. Бевме подготвени и на најмали хонорари да одиме, зашто ние бевме свесни колку ги сака публиката.
а публиката и децата и возрастните со нетрпение ги очекуваа. Со огромно внимание ги следеа, а нивните приказни и представи станаа дел од нашите животи. Трајче Кацаров, театарски критичар и уметнички директор на Народниот театар во Штип, зборувајќи за делото на Шенка Колозова, ќе каже: кога станува збор за Шенка Колозова, од исклучителна важност е да се спомене дека таа е една од ретките образовани актерки на македонската театарска сцена. Затоа зборуваат и незините улоги. И тоа што таа е автор на многу сценарија, по кои се снимени некои од македонските народни приказни, но и од драмските текстови за деца и возрастни, кои беа изведувани од нивниот приватен патувачки театар. Она што ја издвојува е што таа е носител на роли во кои се препознава карактерната особеност на ликовите, односно нејзиниот актерски ентитет кој може да се дефинира како раскажувач. Нејзината присутност во македонскиот народен театар е страница која не може да биде прескокната од ниту еден теоретичар, ниту проследувач на театарот. Нејзините вредности се согледуваат и од аспект на нејзината актерска креација и од аспект на нејзината историска вредност, особено имајќи во предвид дека формирањето и обстојувањето на патувачките театри ја создава културната и духовна атмосфера во едно општество. Во 89-та година од минатиот век, значи од тогаш потекнуваме со приказниве, почнав да ги режирам за македонска телевизија тогаш нормално. Ѓоко ме покани, Колозов, така, и почнав да ги работам. Шенка, толку време се знаевме и пред тоа од театарски представи, од заедно работење во МНТ и така натаму, беше клучниот лик во приказниве во смисла таа пишуваше и сценарија. Значи, ако некого требаше да го прашаме што, тоа Шенка знаеше. И Шенка беше точно која знаеше тоа, што, како, дури премногу. Интересно беше во тоа време, ако врне снег, паѓаат камења, или жештина, ние снимаме. Тогаш се одложуваа многу емисии, нема услови. За нас нема услови. Прв беше Ѓоко Колозов, кој викаше: одиме, ама снег има многу на Пантелеймон горе кај манастирот, како ќе се качиме, до каде ќе стигнеме? После носење, опрема, камери, светла. И до кај стигнеме, така, најубавите приказни што ги гледате како пейсаж, зимски пейсаж, кои зрачат од топлина, во најстудено сме ги снимале и во најлоши услови во однос на мраз, на сето тоа. Тука, значи, Ѓоко и Шенка беа непоколебливи во тоа, дали треба да се одложи или не, нема одложување. Прв пат го посетив нејзиното село, Добрево, снимајќи една приказна во до Лесновскиот манастир, во пештерите што се направени, вадејќи камења за воденица. И тоа се направени вештачки пештери, и снимавме таму, па поминавме низ Добрево, го запознавме и отидовме во пробишти на Пастармајли. Со Шенка да се соработува е одлично, е добро затоа што подготвена е и не само за себе, туку и за другите улоги и за другите артисти што да им даде како совет, што да им покаже, така што ти ја олеснува работата. А нешто не ми е јасно или не сакам мозокот да ми... Тоа како беше? Тоа вака, така, добро, готово.
Или често пати се разбираме со поглед само. Значи, не мора да се убедуваме. Вака ќе направиме. Готово. Многу е едноставно со таков човек да се работи. Шенка ја запознав преку Ѓорги Колозов. Ние со Ѓорги Колозов потекнуваме од исто место. Мислам, моите родители потекнуваат од Богданци, Ѓорги Колозов од Богданци, се знаевме како деца. Значи, после 20 години, најверојатно, откако Ѓорги дојде да студира овде академија во Скопје, јас ја запознав и Шенка. Нашите односи ги зацвртивме со тоа што почнавме да ги снимаме македонските народни приказни, кај што Шенка имаше главен збор, нормално. Сето тоа беше многу убаво, ама морам да кажем дека јас постојано со Шенка бев во конфликт. Значи, постојано се каравме за нешто. За мене и беше Колозов. Ако не се скараше со Колозов, за некоја сцена ќе се скараше со мене. А по некој пат не караше и двајцата. Се сеќавам на една сцена, една приказна, се среќаваат двајца. Села ни, како си, шо преиш, кај одиш, тоа е муабетот во приказните. Ние со Колозов се договоривме да направиме една импровизација во која што Колозов ќе ги наброи своите роднини, бидејќи имаше многу интересен и популарен чичко, Лазар Колјозов, а јас ќе ги наброја моите. И јас имав еден интересен чичко. Леле, Шенка, кога збесна, како не ви е срам, вие си ги кажу, своите роднини си ги кажате, моравте ли тоа да го кажете? Абе, Шенке, остај сега. И навистина, поминаа толку години, таа сцена е прекрасна. Импровизација, а е навистина прекрасна. Значи, Шенка некој пат имаше право што се караше со мене, некој пат немаше право. Но во секој случај, ние соработувавме одлично. И можам да кажем дека Шенка е прекрасен автор, писател, затоа што приказните таја во целост ги обработуваше, бидејќи приказните од Марко Цепенков некои се само со 4-5 реченици. Од тие 4-5 реченици таа правеше приказна која што траеше од половина час до 45 минути. Можам да кажем дека Шенка е навистина еден прекрасен театарски уметник, еден прекрасен писателски уметник, исто така, драматург, кој што успешно прави драматизација на сите тие приказни, и прекрасен другар. Значи, ние кога се дружиме, и тогаш се караме, ама некој пат некој пат јас попуштам, некој пат таја попушта не по своја волја. Меѓутоа, поминавме еден убав работен век. Таа е веќе во пензија, по долг период. Јас сум сега нејзин помлад колега. И така, се надевам дека уште многу ќе соработуваме, дека уште многу ќе работиме, имаме проекти, играме представи заедно и не можам да кажам нешто, да ја споменам Шенка, а да не се насмеам и да ја поздравам. Македонските народни приказни ние ги почнавме како еден проект кој што беше предвиден да се работи во студио. Значи, 10 приказни да се снимаат во студио. Откако почнавме да ги снимаме приказните во студио, видовме дека ние се чувствуваме некако стеснети, некако не можевме да се доискажеме, да го почувствуваме она вистинското. И после 10-та приказна во студио, не, порано, мислам дека 7-та, 8-та веќе излеговме во природа на Хиподром, тамо снимивме 2 приказни и од тука приказните трнаа веќе надвор да се снимаат.
во автентични амбиенти, во природа, со сите оние реквизити кои што се потребни, реквизити, живи реквизити, коњи, статисти и така натаму, кокошки, петлиња, јаболка, се што беше потребно. Шенка е незаборавна. Јас за мојата колешка, многу цената колешка Шенка Колозова, можам многу да зборам во позитивна насока. Можам да зборам речиси месец дена. Однома ќе бидам денеска така пократок во мојата изјава за мојата колешка Шенка Колозова и ќе кажам дека ми е многу драго што живеам во ист период кога живее и она. Затоа што Шенка Колозова е една личност, една актерка, многу особена, затоа што е комплетен актер, во смисол дека знае да глуми, знае да советува помлади глумци, знае да пишува сценарија, знае некојаш и да се замеша и во режијата, така да ми е многу драго уште ке повторам дека сме современици. Шенка е на некој начин легенда во нашето македонско глумиште. Јас со незе можам да се пофалам дека соработам преку 40 години, малтене од моето дипломирање како актер. Покрај неколкуте театарски представи, главна соработка со Шенка ни е на телевизија, снимајќи ги овие легендарни нашите македонски приказни или стари македонски приказни. Интересно да се спомне тоа дека заедно со незе и со цела екипа снимивме преку 500 епизоди, што навистина е една бројка, може би звучи неверојатна, дури ни индиците не успеле да направат толкава серија снимена. Шенка е голем уметник во тоа што преку 80% од сите сценарија она ги има напишано. Воедно сакам да кажам дека Шенка, заедно со нејзиниот маж Ѓорѓе Колозов, се всушност иницијаторите на снимањето на македонските народни приказни. И сите ние што учествуваме во тие македонски народни приказни од самиот почеток па до ден денеска, должиме нејзе и на нејзиниот сопруг покоен Ѓорѓе Колозов, што сме, да речеме, толку многу популарни помеѓу гледачите на нашата држава. Јас 2 пати сум прогласен за најпопуларно ТВ лице, знам дека грото на мојата популарност се должи на тоа токму на учеството во овие македонски приказни. Сите знаеме дека се тие многу едукативни, дека се многу поучни и дека ги гледаат и мали деца и луѓе во веќе подминати години. И тоа е една легендарна серија која ќе остане запаметена, па мислам, со векови. Затоа што досега ништо слично не е снимено и едукативниот чин што го имаат они заедно, да речеме, се обушаваат азбука, ќе остава голем белег, голем впечаток за нашата публика и се разбира за како продукција на македонската телевизија. За глумците вообичаено зборуваат критичарите. Арно, ама самите глумци повеќе сакаат за нив да зборуваат нивните колеги. Еве, таква можност ни се даде и нам да зборуваме за нашата колешка, цената и драга Шенка Колозова, по повод оваа нејзина најнова награда, ја честитам. И значи, како што реков, ќе се радува таа кога ќе види дека за неа зборуваат нејзините колеги. Шенка ја познавам уште од моите студентски денови, кога и воедно ме покани да учествувам со некоја епизода во славните македонски приказни. Значи, тоа се повеќе децении наназад, но пошто може да се издвои Шенка како посебен тип актер? По тоа што е народен актер. Шенка е народна глумица. Видете, сите може би сакаат глумците да играат светски роли. Ама замислете, например, Шекспир, сакаме да го играме Шекспир. Што ми е мене Шекспир
та јас да го играм та Ричард трети, та Хамлет, та и Шенка да игра некои си негови големи улоги. Не, таа ги игра македонските улоги. Таа е македонска мајка, македонска сестра, македонска сопруга. Затоа велам, Шенка е народна артистка, народна глумица. И по тоа е најмногу препознатлива и славна, и треба да биде славна. Сега, таа има и двојна улога. Се јавува и како сценарист, драматург. И тука е исто така, пак ќе речам, народен сценарист или народен драматург. Зошто? Таа, земајки мотиви од народното творештво, ги преправа, ги доведува до перфекција за да се изведат македонските приказни. Тоа е голема умешност, за тоа стои големо искуство и, бога ми, талент. Знаете, ова прашање често го употребуваат новинарите и сите актери или сите глумци велат: не, јас повторно би бил глумец. Верувам и за Шенка исто. Нема таа не си има покајано што останала цел живот на штиците што живот значат. Знам дека токму тие штици и нејзе живот значат, или овие камери и овие микрофони исто така. Не знам како да почнам и како да завршам, бидејќи кога станува збор за Шенка Колозова, потребни се многу зборови, многу реченици, многу приказни, па дури и романи. Значи, ќе ми треба минимум 24 сата да зборувам за нејза. Шенка имав среќа да ја запознам уште јас додека бев во осмолетка. И како вели народот, од пишаното не се бега. Така и мене ми било пишано, од тогаш па до ден денес да го поминувам животот на професионален план, па и на приватен, можам да кажам. Таа е многу значајна личност во мојот живот, заедно со незиниот покоен сопруг Ѓорги Колозов, царот. Целата радост и искуство што ги добив и се уште траат до ден денес, се надевам дека и понатаму живи и здрави да сме, за најубавата публика, децата, ги добив токму од нејза. Шене, многу те сакам, многу те почитувам и многу ти благодарам за се. Јас Шенка ја познавам најпрво како нејзин обожавател. Моето детство помина гледајќи ги приказните и сон ми беше да ги запознам Ѓорги и Шенка пред се. Тој сон ми се оствари и не само што ги запознав, сега имам можност да работам заедно со Шенка и да сме колеги. Направивме многу детски представи, изигравме вечерни представи. Шенка со тој патувачки театар, тоа е една мисија што има направено, значи со Ѓорги Колозов почетокот е, ние сега продолживме една многу голема работа, значи со тој патувачки театар Шенка влезе, има подено и го има донесено театарот на најнепристапните места. Во сите нема село, нема град каде што публиката ја немала честа да ја види Шенка во живо. Покрај Шенка исто така и нас. И јас можам да кажам, јас имам една огромна благодарност до Шенка, затоа што ова што јас моментално сум како актер, пред се е заслуга на Шенка според мене. Шенка ме зема покрај незе, многу научив од Шенка. Шенка тие представи, значи не само што текстовите ги адаптираше за патување,
Не само што играше во игра во представите, се уште. Шенка ја правеше и ја прави се уште ги користиме тие материјали, комплетната сценографија за представите е во изработка на Шенка. Независно од каков материјал било. Сите костими кои ги користиме ги има правено Шенка. Тоа се шиени лично костими од Шенка. Па истите голем дел и од костимите во приказните кои ги користиме се изработка на Шенка. Започнав, пак ќе кажам, како обожавател на Шенка. Ми се оствари сонот не само да се запознавам со неа, туку и заедно да работиме. Станавме многу блиски пријатели. Толку блиски што ќе кажам еден пример. Шенка има една пријателка која никогаш не ме спомнува по името Владо, вика, син ти го гледав повторно на телевизија. Значи, јас во секој случај, сето тоа што сум го постигнал во мојата кариера до сегашна, јас ја оддавам една голема благодарност, почит на Шенка и за мене јас сум кажал, Шенка ми е втора мајка. Каква е Шенка кога камерите се исклучени? Шенка е пред се многу добар човек. Освен тоа што е голем професионалец во работата, голем професионалец е и во се друго што го работи надвор од нашата професија. Работи кои што јас не можам да ги направам, Шенка ги прави и знае да дојде кај мене дома, да и се јавам, ало Шенка, не можам вратава, нешто ми е расипано, не може да ја наместам. Шенка доаѓа и ја прави за 2 секунди, а јас сум се мачал тоа да го направам 2 сати. Никогаш не сака да биде вратено нешто за кое што помогнала. Тоа доволно кажува со тоа што јас не знам и самиот како да се одолжам за тоа што ми има мене помогнато Шенка. Убајни, царски убајни.